Време е за дневникот во 20 часот. Добро вечер. Следува кратка најава за настаните на денот. Министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски и заменик министерот за земјоделство Ванчо Костадиновски денес извршија увид на поплавените подрачја во Чешиново Облешево. До крајот на годината треба да почне изградбата на патот Кочани-Делчево. Наскоро стартува изградба на делниците Штип-Радовиш и експресниот пат Штип-Кочани. Универзитетот Гоце Делчев Штип ќе ги едуцира земјоделците како да ја контролираат употребата на пестициди. Бенефит од проектот имаат и земјоделците во Бугарија и Грција. Министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски и директорот на јавното предпријатие за државни патишта Александар Стојановски денес извршија увид во градежните работи и асфалтирањето на клучката на влезот во Кочани од подлошка раскрсница. Денес е распишан тендерот за изградба на патот Кочани-Делчево во должина од 30 километри во вкупна вредност од 10 милиони евра. Министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски и директорот на јавното предпријатие за државни патишта Александар Стојановски заедно со градоначалникот Радко Димитровски денеска направија обиколка на градежните работи и на асфалтирањето на клучката на влезот во Кочани од подлошка раскрсница до хотел Национал. Да се работи за рехабилитација на клучката и влезот на Кочани, инвестиција вредна од 8,5 милиони денари. Изградбата ја работиме преку Македонија пат. Мисајловски информираше и за активностите на патот Кочани-Делчево и за распишаниот тендер, како и за другите активности на патната инфраструктура во државата. Денеска официјално го распишавме тендерот за изградба на Кочани-Делчево. Се работи за инвестиција вредна од 10 милиони евра, од прилика 30 километри нова делница. Но исто така сакам да информирам дека до крајот на годината ќе започнеме и со нови експресни патишта, станува збор за Штип-Радовиш и Штип-Кочани. Очекувам до крајот на годината дека ќе ги завршиме сите оние потребни постапки и документација за распишување на тендер за градба и во првата половина на 2016 година да започнеме и официјално градба. Така да правиме една целосна слика и целосно подобрување на инфраструктурата во цел регион. Како што може да видите, моментално се гради Скопје-Велес, сосема завршен, го работиме Велес-Кадрифаково, го работиме автопатот Миладиновци-Штип, ќе го работиме Штип-Кочани, ќе го работиме Штип-Радовиш, ќе го работиме Кочани-Делчево, така што во наредниот период ќе направиме целосна слика и обнова на инфраструктурата во овој дел на Македонија. За градоначалникот на Кочани Радко Димитровски, иако оваа траса од влезот во Кочани не беше влезена во програмата за оваа година, со добро разбирање на Министерството за транспорт и врски и на јавното предпријатие за патишта и оваа делница е асфалтирана. Благодарение на разбирањето кое што го имавме од страна на Министерството за транспорт и врски, посебно од јавното предпријатие, ние ја реализираме оваа инвестиција. Како што најави министерот, тоа е инвестиција во вредност од 8,5 милиони денари, должина од 1200 метри асфалтирање комплетно и целокупна хоризонтална сигнализација, што значи дека ја подобруваме целокупната слика за влезот на градот Кочани. Разговаравме и за другите и локални проекти кои што ги имаме заеднички, а поготово за оние кои што се поврзани за целосната инфраструктура на истокот, бидејќи сепак Штип и Кочани се центар на источна Македонија. Очекувам дека оваа соработка и со Министерството, односно со владата на Република Македонија ќе продолжи понатаму, што ќе резултира долго најавуваниот пат, експресен пат Штип-Кочани, дека ќе отпочне во наредната година, ќе се распише сега до крајот на годината и дека ќе имаме рехабилитација на патот од Кочани до Пониква. Димитровски најави реконструкција на повеќе патни правци во општината со заедничка помош на Министерството за транспорт и врски на Република Македонија. Министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски, заменик министерот за земјоделие Ванчо Костадиновски и градоначалникот на Чешиново Облешево Костадин Личков денес беа помеѓу оризопроизводителите на Кочанскиот регион. Поводот за посетата се поплавените оризови полиња.
Министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски и заменик министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Ванчо Костадиновски денеска престојува и меѓу оризопроизводителите во општината Чешиново Блешево. Повод за посетата се поплавените оризови полиња полни со род, како и надојдените реки Кочанска и Злетовска и попуштањето на така наречениот бугарски канал кај селото Спанчево. И можеме да констатираме дека повторно на овој дел кај што сме сега, се гледа дека земјоделците не може да пристапат до своите ниви. За таа цел, значи сме тука заедно со министерот за транспорт да обезбедиме конкретно механизација која што е потребна за да пристапи кон регулирање на овој дел, на овој пропуст и да обезбедиме материјал кој што би бил потребен да се санира оваа состојба и нормално остануваат уште две места кои што се вака покритични за земјоделците, а тоа е Боров мост и каналот кај Спанчево. За таа цел сме тука, значи разговаравме повторно со земјоделците од аспект на проблемите кои што ги имаат сега со поплавите предизвикани на нивните оризови ниви и да ја согледаме можноста од евентуално решавање на состојбата со механизација која што исто така треба да им биде од корист заради завршување на жетвените активности кои што се поврзани со прибирање на оризот од нивните ниви и нормално да видиме да го разгледаме проблемот со откупот на оризот кој што се јавува на почетокот на предавањето на оризот на откупните претпријатија и јас се надевам дека ќе најдеме решение и земјоделците ќе бидат задоволни од тоа. Министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски по посетата на терен и со запознавањето на фактичката состојба не изјави. Денеска ќе ги посетиме сите места да видиме што можеме да санираме, што можеме да помогнеме. Јас со заменик министерот ќе гледам да обезбедам дополнителна механизација за потребите на земјоделците. Благодарност до сите граѓани што дојдоа денеска да разговараме, да видиме што се критичните места и очекувам дека во овој ден ќе најдеме дополнителна механизација да им помогнеме на луѓето, бидејќи во наредниот период следат и нови врнежи. Иако ние како влада доделивме нафта за сите општини во Република Македонија, станува збор за преку 700.000 литри нафта. Веќе општината ги има добиено нафтата и веднаш почнале со работа, но мораме поагилни да бидеме за да бидеме спремни за следниот период. Градоначалникот на општина Чешиново Блешево Костадин Личков, кој ги придружуваше министерот Мисајловски и заменик министерот Костадиновски на терен, истакна дека најкритична е состојбата со пукањето на бугарскиот канал кај Спанчево и излијаните Кочанска река во Облешевско и Злетовска река кај селото Ларци. Во општината Чешиново Блешево деновиве што ја зафати дождот имаме на повеќе места критични, вклучително од самото Банско поле, значи Облешевско поле, Чешиновско, Теренско и Уларско поле. Како што каже министерот, веќе имаме пукање на одводниот канал кај село Спанчево, веќе имаме изливање на Кочанска река, на дел од Уларци кај Злетовска река имаме изливање, значи веќе оризовите површини се под вода и самите земјоделци со нетрпение чекат да се истече водата и на некој начин да се соберат берикетот. Со ова излавање на министрите на самиот терен се надевам дека во најбрзото може рок ќе излеземе на терен и ќе ги санираме сите потребни штети што ги имаме и се надевам дека земјоделците во најскоро време ќе почнат да се остваруваат жетвата и ќе завршат со жетвата да ја биде берикет на оваа година. Инаку подобрувањето на временските услови ќе овозможи повлекување на водата од оризиштата, но сепак ќе треба подолг временски период, нивите целосно да се исушат и да се собере родот. Градоначалникот на Штип Илчо Захариев вчера во Софија учествуваше на конференција за европска територијална соработка. Конференцијата е прв чекор во спроведувањето на Интерек програмите за територијална соработка меѓу Македонија и Бугарија до 2020 година. Штипскиот градоначалник примариус магистер Илчо Захариев во текот на вчерашниот ден престојуваше во Софија, соседна Бугарија, каде учествуваше на конференцијата насловена Европска територијална соработка во Бугарија, постигнувањата водат кон нови перспективи. На конференцијата беа презентирани активностите во меѓуграничната соработка, а стана збори за средствата кои беа потрошени на повеќе проекти од 2009 па наваму и средствата кои се доделени за периодот 2014-2020 година. Морам да истакнам дека Република Бугарија како членка на Европската унија оваа година за соработка со Република Македонија се одобрени веќе од Европската комисија за наредниот период, значи од 7 години, некаде околу 19 милиони евра. Тие се наменети значи за општините кои граничат со Република Македонија и нормално општините од Источниот плански регион,
Североисточниот плански регион и Југоисточниот плански регион. Тука спаѓа значи Струмичкиот дел, нормално Штип, Источна Македонија, Брегалнички регион и делот на Кратово, Крија Паланка, Ранковци. Со цел средствата кои се доделени на Македонија да бидат наменски искористени, Општина Штип ќе ја вклучи целата општинска администрација и сите капацитети за изготвување на проекти со кои ќе аплицираат. Значи повикот е веќе отворен и тамо некаде до јануари ќе биде отворен. Битно е да ние сите оние кои имаме интерес да ги земе тие пари, а тоа е многу битно дека тоа се грантови, каде има нормално и наше собствено учество, да ги искористиме максимално. Примерот на Република Турција со Бугарија, каде да речеме имат инвестирано во противпожарни единици. Е пример како тие пари наменски се користат. Така да една од активности кои ние ќе направиме и проект, тоа е проект со регионалната дирекција за противпожарна заштита на Благоевградскиот округ, за заеднички проект за набавка на нови противпожарни возила. Вториот дел е во детската заштита и знаете дека имаме проект во населбата Сењак да направиме нова детска градинка, затоа што во општина Штип има над 200 деца кои се на листа на чекање. Третата работа каде ние како општина се наоѓаме е заштита на нашето културно наследство, особено во делот на архитектурата и во делот на старите градби и куќи кои ги имаме во Штип. Инаку со програмите за прекугранична соработка за 2014-2020 година помеѓу Бугарија и Македонија, од ИПАРД фондовите се издвоени 19 милиони евра, за Србија околу 30 милиони евра, а исто толку и за Турција. Вчерашната конференција беше организирана од Министерството за регионален развој и јавни работи на Република Бугарија. Хуман гест на доктор Владко Миташев, председател на Советот на општина Штип. За потребите на дневниот центар за деца со аутизам, тој подарува автомобил Fiat Punto. Преку хуманоста може да се види големината на еден човек. Тоа го докаже и покажа доктор Владко Миташев, кој што подари автомобил наменет за потребите на дневниот центар за аутизам во Штип. Се работи за автомобил Fiat Punto кој што припаѓал на неговиот покоен татко, инаку поранешен градоначалник на општина Штип. Како што ни изјави тој, овој град има направено многу за неговото семејство, па така на некој начин неговата добрина се должи на еден возврат. Кога се отвараше центарот за аутизам, мислам дека бев и вие таму, се спомна дека некои работи фалат за да тој профункционира како што треба. Една од тие работи беше спомната дека фали возило. Ние се тогаш договоривме дека тоа ќе биде нашето возило, тоа е половно возило, меѓутоа во потполна исправна состава со многу малку километри поминато. Со тоа сакаме начин како фамилија да се заблагодариме на сето она што воопшто градот ни го дал на нас. Еве татко ми беше избран за градоначалник, јас сум моментално председател на Советот. Ги гледам заложбите и на Министерството за труд и социјала и на нашата општина дека сепак се трудат да се направи во сферата на социјалата нешто, па така и ние во тој смисол решивме да направиме нешто и да бидеме еден поттик да и другите можеби нешто направат слично. Не мора тоа да биде скапо, нека биде символично, само да се поттикне донирањето во оваа држава, што мислам дека малку фали. Доктор Миташев рече дека веќе договорот со Центарот за аутизам за подарување на возилото е потпишан, се чека само надлежните да го привземат од неговиот дом. Со овој гест на Миташеви може само да се потврди народната поговорка «Доброто со добро се враќа». Од јануари до октомври годинава секторот за внатрешни работи Штип бележи пораст на расчистените кривични дела. Од пријавените 1489 кривични дела, расветлени се 1069. Пораст во расветлувањето СВР Штип бележи и кај делата со економски криминал, делата поврзани со недозволена трговија со дрога и во делот со организираниот криминал. Во поглед на ефикасноста на расветлување, од регистрираните 802 кривични дела со непознат сторител, расветлени се 382 кривични дела или постигната ефикасност на расветлување од 48%. Секторот за внатрешни работи Штип за горе наведените кривични дела поднесе вкупно 1286 кривични пријави, со кои се пријавени вкупно 1000 лица. Во делот на економскиот криминал за наведениот период бележиме зголемување во откривачката функција со евидентирани 127 кривични дела или е постигната
или е постигнато зголемување за 59%. Бележиме зголемување во откривачката функција и во делот на недозволената трговија со дрога и во делот на организираниот криминал. Тешка кражба во детската градинка Гоце Делчев и дневниот центар во Виница. Сторителите според првичните проценки нанеле голема материјална штета, а украле само еден фотоапарат со полнач. Истрагата на полициската станица во Виница е во тек. Детската градинка во Виница, во која дневен престој користат околу 200 дечиња, рано утринава осамна во придружба на полицијата. До пладневните часови се расветлуваше синокешното разбојништво кое според првичниот увид не ги офајдило крадците, но ќе го оштети буџетот на градинката. Сторителите влегле преку решетките од кај подрумот за да дојдат до канцелариите на директорот и секретарот. Скршиле неколку стакла и разбиле неколку брави, но најмногу од се зад себе оставиле вистински хаос. Откако ми известија, додох овде нешто 20 до 6, преку ходникот видовме дека мојата канцеларија и канцеларијата на секретарката е разбиени, вратите се широко отворени. Направивме обиколка со припадниците на полицијата од надвечната страна, преку прозорот утврдивме дека и кај мене и кај неа се шкафовите, орманите се сите отворени, документацијата расфрлана како на депонија, така да кажам. Откако дојдоа полициските инспектори, заедно влеговме во објектот и констатиравме дека најмногу штета е направено на самите влезни врати, значи скршени стакла, оштетени брави. Од времето што ги имав на располагање до сега, единствено утврдив дека недостасува фотоапаратот на градинката. За други недостатоци сега не сум утврдил, исто така поголема штета е направено на металните архивски ормари. Откако кражбата во градинката не ги задоволила нивните апетити, продолжиле кон дневниот центар каде ги скршиле влезните врати. И тука потрагата било по шкафовите, но според надлежните, освен неред, украдени предмети нема. Како и да е, ова не е прв грабеж во овие две институции и претходно во неколку наврати беа крадени пари и друг технички материјал, а како проблем се посочува и слабото осветлување на овој дел од градот, како и дворот на градинката. Сметам дека и тоа е една од причините, иако ние интервенираме постојано откако прегорат уличните сијалици, многу се доци со интервенцијата и нимате замена. И моментално на улицата Стеф Наумов пред градинката, две сијалици се подолго време прегорени. 4 влезови во градинката секој пат се осетени ноќи. Според правичните неофицијални информации, сторителите најверојатно се малолетници за кои веќе полициските досија се одамна отворени. А кој ќе биде следниот чекор на надлежните останува да се види. Но после 4 кражби во овие институции, поставувањето на камери дефинитивно треба да биде задолжително. Едукативни предавања за заштита од дрога ќе се реализираат во основните и средните училишта во Делчево. Ова е договор меѓу надлежните општински институции и одсекот за превенција при Министерството за внатрешни работи. Министерството за внатрешни работи и надлежните институции од Делчево заеднички ќе ги едуцираат младите од штетните последици од наркотичните средства. Ова беше договорено на последниот состанок на советодавната група на граѓани, каде одсекот за превенција при секторот за внатрешни работи Штип, полициската станица од општа надлежност Делчево и надлежните институции во градот во наредниот период ќе одржуваат едукативни предавања во основните и средните училишта. Целта е младите адолесценти да се запознаат како да се заштитат од злоупотребата од дрога, но и од алкохолот и цигарите и штетните последици од нив. Денешниот состанок на советодавната група на граѓани на општина Делчево беше свикана со цел договор со надлежните институции за реализирање на работилници, односно едукативни предавања на учениците од основните и средните училишта од подрачјето на општина Делчево на тема превенција и заштита од злоупотреба на дрога. За таа цел на оваа советодавна група беа поканети представници од сите основни и средни училишта, представници од учениците, просветниот инспектор од општина Делчево, представници од општина Делчево, представници од Центарот за социјални работи од општина Делчево и представници од здравствената организација и ние како министерство, значи се со цел да се договориме како да ги реализираме тие едукативни предавања, да стигнеме до младите, да ги едуцираме околу злоупотребата на дрогата и штетните последици од таа злоупотреба.
Советодавната група на граѓани е тело кое е составено од група на граѓани и представници од локалните институции и представници од одсекот за превенција при секторот за внатрешни работи Штип и полициската станица Делчево. Функционира во градот за решавање и разгледување на локални проблеми, се состанува еднаш месечно, а е поддржано од мисијата на ОПСЕ. Делчевските ветеринари во акција на спречување на евентуалната појава на туберкулоза и бруцелоза кај говедата. Во акцијата за туберкулизација на крупниот добиток ќе бидат опфатени околу 1000 грла добиток. Делчевските ветеринари започнаа со акцијата за туберкулизација на крупниот добиток, акција која во соработка со Агенцијата за храна и ветеринарство се спроведува согласно националната програма за сузбивање на туберкулозата и бруцелозата кај говедата. Деновите започна акцијата од националната програма за заштита и која е создадена од владата и Агенцијата за храна и ветеринарство во соработка со ветераните друштва, односно туберкулизација на крупниот добиток говедата и земање на крвни проби исто кај говедата. Значи за сузбивање на туберкулозата како болест и на бруцелозата. Самата акција тече најнормално. Бруцелозата односно акцијата за бруцелоза е земање на крвни проби со цел испитување на крвта кај говедата. И се состои од туберкулизација, како што кажав, а тоа е аплицирање на туберкулин, односно во областа на вратот на говедото, значи почистување на кожата, пострижување, мерење на дебелината со кутиметар и аплицирање на туберкулинот. По направените анализи кај говедата, постапката за откривање на евентуалните позитивни случаи трае 72 часа, истакнуваат ветеринарите. После 72 часа се чита реакцијата од истото и доколку у нормални граници издебелено кожата, значи станува збор за негативен резултат, а доколку е над нормалното, значи се води како сумнителна. Доколку позитивните случаи на туберкулоза и бруцелоза бидат потврдени од ветеринарниот институт, тогаш се пристапува кон одземање и уништување на животното со цел да се сузбие појавата на оваа болест. Инаку засега нема забележано случаи на говеда кај кои е утврдено присуство на овие болести. Вкупната бројка на случаите кои биле позитивни на испитувањата ќе бидат соопштени по завршувањето на акцијата. Инаку во Делчево со оваа акција ќе бидат опфатени околу 1000 грла добиток. Потпаролот на терористичката организација Исламска држава ја потврди смртта на вториот човек кој бил убиен во август во американските напади. Америка се радува на смртта на Абу Мутас ал-Кураше и го представува тоа како своја голема победа, рекол Абу Мухамед во аудио снимка објавена на Твитер. Белата куќа соопшти дека Кураше е познат и под други имиња и е убиен на 18 август во воздушен напад во САД. Соединетите држави очекуваат наскоро да биде постигнат договор со Русија околу безбедноста на небото над Сирија, изјави американскиот секретар за одбрана Еш Картер. Руската интервенција во сириската граѓанска војна ја зголеми загриженоста од инциденти меѓу американски и руски борбени авиони. Соединетите држави соопштија дека таквата соработка нема да значи и размена на разурнувачки податоци со Москва, која му дава поддршка на сирискиот председател. Постојат силни докази дека 20 бомбаши самоубици го извеле нападот на собирот на прокурдските и левичарски активисти во Анкара, во кој загина најмалку 97, а бие повредени повеќе од 400 лица. Поради тој бомбашки напад на смртоносен тој вид на територијата на Турција, Давутоглу прогласи 3-дневна жалост во земјата. Експлозијата се случила пред планираниот марш за мир во знак на демонстрациите против судирите меѓу државата и курдските милитанти во југоисточна Турција. Со нови сили и со ново раководство повторно ќе блесне еден од најстарите и најдобрите боречки клубови во Македонија, боречкиот клуб Балканец од Штип. На вчерашното вонредно собрание се разреши старото, а се одбра ново раководство. На собранието присуствуваа 48 членови на боречкиот клуб, сегашни и поранешни борачи, кои едногласно го избра Маријан Атанасов за нов председател на Балканец. За заменик председател на клубот е избран поранешниот тренер на Балканец Виктор Богданов, за спортски директор беше
поменуван Методи Сичков, а за шеф на стручниот штаб беше избран олимпиецот Зоран Шоров. Балканец мислам дека ќе тргне напред, дека ќе почнеме од некоја нула и заедно сите, што е многу битно, значи договорот е заедно сите, да пробаме да го подигнеме Балканец на ниво на кое заслужува. Значи главната цел ќе биде консолидирање у смисол на тренерскиот состав, стручната работа, консолидирање на екипата која ќе овозможува услови за работа, клима за работа и финансиски средства за да може клубот да функционира како што заслужува. Меѓутоа сакам и да напоменам дека и од претходната управа се добре дојдени во клубот, согласно статутот и согласно задачите што ќе бидат зацртени заедно од управниот одбор и ќе бидат секој пат доброволни да работат во делот кај што тие најмногу можат да дадат. Нашата цел е да ги обединеме сите сегашни и поранешни борачи, да тргнеме по вистинската насока, изјави Санде Коцев, поранешен борач на Балканец, кој раководеше со собранието и кој ги истакна причините за свикување на ова вонредно собрание. Вонредно годишно собрание иницијатива на актуелните борачи на Балканец и ние што сме постарите любители, бидејќи у клубот се со години више работе неправилно, нестатутарно, не се спроведуваат законите и статуто. Значи Балканец почиња со нови сили од нула. Па се надејаме дека ќе го врнеме Балканеци у кома, траже спас. Ние се собраме денеска преку 50 души, дадеме поддршка, исфрлиме луѓе што сметаме дека можат Балканец да го спасат од оваа ситуација. Во наредниот период Балканец активно ќе започне да работи за подготовки за нови предизвици и освојувајќи големи успеси. Големо внимание ќе се посвети и на најмладите борачи. Толку во овој дневник, останете со Канал Плюс и имајте пријатна вечер.